Добар ден, ве поздравувам и денеска и ви посакувам добре дојде во Фактор здравје, вашата здрава навика, која што повторно е на вистинска патека под мостото Мислете на себе. И денеска имаме, би рекол, специфична интересна тема од една страна, а од друга ќе одбележиме едно признание кое што го доби тимот на неврохирурзи од државава на неодамна завршениот симпозиум во Крагуевац, Република Србија. Јас сум Илија Николовски и ве поканувам и денеска да бидете до крај со Фактор здравје, а по оваа најава следува представувањето на гостите. Денеска во Фактор здравје како тема ви ја нудиме прогноза после хеморагичен мозочен удар. Кога зборуваме за мозочниот удар, сигурно се сеќавате дека пред неполна седмица го одбележавме и дадовме придонес со темата исхемични мозочни удари кон одбележувањето на светскиот ден на мозочниот удар. Токму денеска ќе продолжиме во таа насока, но ќе зборуваме за хеморагичните мозочни удари кои што представуваат крварења и во однос на исхемичните се многу поретки, околу 15%, но она што загрижува и би рекол е покомплексно кај овие мозочни удари е фактот дека прогнозата, исходот и лекувањето е многу покомплексно. Но да не зборувам јас многу на оваа тема, денес имаме двајца поканети гости и со задоволство сакам да ви ги представам. Првенствено доцент доктор Владимир Рендевски, специјалист неврохирург и воедно директор во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврохирургија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Добар ден, професоре, добро дојдовте. И вашиот колега, би рекол, дел од тимот, а тоа е магистер Борис Алексовски, докторант по молекуларна биологија од Природно-математичкиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје. Професоре, ќе ве условам и вас со таа титула, како сте? Добро дојдовте и вие. Ви благодарам, јас се уште не сум професор, но за некој временски период и тоа ќе го остварите. Доктор Рендевски ме условува така да. Да, ви благодарам за вашето присуство денеска. Ви благодарам и вас. Да, предлагам да ги видиме блокот реклами, пауза по која што ќе отвориме темата и поконкретно ќе ве запознаеме за фактите кои што ги споменав. Уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам добре дојде во Фактор здравје со споменатата тема прогноза после хеморагичен мозочен удар. Ве поканувам и вас, доколку имате интерес да поставите прашање или да се вклучите во нашата денешна дискусија, тоа слободно можете да го направите на 6091-925 и 6091-924. Подсетувам дека доцент доктор Владимир Рендевски, специјалист неврохирург, и магистер Борис Алексовски, кој што е докторант по молекуларна биологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје, се денешни ваши и мои гости овде во студиото. Пред да ја споменеме наградата, професоре, зборувам сега за вас, Рендевски, она што е важно да го кажеме и за фактите кои што ја си ги преточив на почетокот на емисијата, а се однесуваат на хеморагичниот мозочен удар. Од ваш аспект, колку е честа оваа појава, причините и каква е прогнозата? Епидемиолошките податоци за хеморагичниот мозочен удар вие во самата најава многу прецизно ги изложивте, представуваат од прилика 15 до 20% од вкупниот број на мозочни удари, значи се некаде 5 до 6 пати поретки во споредба со исхемичните мозочни удари, за разлика од нив се со многу поголема смртност и оставаат потежок инвалидитет по страна на самите пациенти. Епидемиолошките студии говорат дека особено е значаен 30-дневниот или така наречен интрахоспитален морталитет, кај овој тип на мозочни удари изнесува негде околу 40%, што значи дека една на високо значајна бројка во поглед на смртноста и загрижувачка воедно. Во поглед на останатите епидемиолошки податоци би истакнал дека инциденцата, односно бројот на новозаболени на 100.000 население годишно, изнесува некаде околу 25 пациенти. Значи 25 пациенти со хеморагичен мозочен удар на 100.000 население се јавуваат годишно. Што значи, од прилика за нашата држава, некаде би биле околу 500 годишно на 2 милиони популација. Исто така е значајно да се спомене и високиот процент на функционална зависност и инвалидитет, што го оставаат по здравието на веќе преживеаните пациенти во текот на првата година. И во тој поглед бројките говорат некаде околу 70%. Значи, 3 од
4 пациенти кои што го преживуваат мозочниот удар, остануваат за жал со еден тежок инвалидитет и функционална зависност во извршувањето на секојдневните активности. Да. Тоа сигурно изборува, ако дозволите само малку, бидејќи тоа изливање на крвта или крварење во мозокот, нормално во зависност од тоа кои центри ги погодува и го прави степенот на полесен или повисок. Самите последици, клиничката слика и клиничкиот исход, еден од најважните параметри што влијаат врз тоа е самата анатомска локализација на крварењето, односно кој дел на мозокот е зафатен и оштетен. Во поглед на ризик факторите, би истакнал уште еднаш дека недвојбено најзначаен ризик фактор во настанувањето на овој тип мозочни удари е нерегулираната артериска хипертензија. Таа е присутна некаде дури до 80% од сите пациенти во анамнезата со овој тип на мозочен удар. Самата артериска хипертензија, патофизиолошки, долготрајно нерегулираната, предизвикува трајни промени на ѕидот на мозочните артерии, особено страда средниот мускуларниот слој кој што ја дава таа еластичност на самиот крвен сад. Со тек на време неговата еластичност се намалува и при одредени наредни хипертензивни кризи едноставно настанува руптура, односно попуштање и оштетување на ѕидот на крвниот сад и едноставно излевање на самата крв во мозочниот паренхим. Останати ризик фактори кои што исто така влијаат се нивото на холестерол, обично се зема некој ниво над 4,1 милимоли на литар и исто така во последно време заради се почестото, меѓутоа од друга страна и неправилно и неадекватно користење на антиагрегационата и антикоагулантна терапија, настанува едно нарушување во самата хемостаза на крвта и веќе во последните години се повеќе доминира кај населението и тој ризик фактор. Дури во новите студии се смета дека инциденцата, наместо да се намалува токму заради се поголемото и зачестено користење на антикоагулантна терапија, до 2050 година, значи таа инциденца од 25 новозаболени на 100.000 се очекува дека ќе се двојно ќе се зголеми. Да. Во Македонија последните студии говорат дека некаде сме околу 40-45 новозаболени на 100.000, што значи сме земја со над тој светски просек. Да. Она што ќе го зборуваме и прогнозата и диагностиката и третманот, но претходно само сакам и јавно да ви честитам за наградата која што ја добивте во Република Србија во Крагуевац за научно-истражувачкиот труд за кој што вие ќе зборувате. Тоа беше петта средба, петти симпозиум на колегите од Србија. Колку учесници имаше и какви се вашите впечатоци со оглед на фактот дека пред неколку дена се вративте од таму? Не само вие, туку и тимот што беше со вас. Тоа представуваше меѓународен неврохируршки самит кој што го организира директно Сдруженијето на неврохирурзи на Србија во заедничка соработка и организација со Европската асоциација по неврохирургија и Сдруженијето на неврохирурзи на Југоисточна Европа. Исто така во организацијата на овој значаен меѓународен настан учествуваше и секцијата за васкуларна неврохирургија од Хрватска. Голем тим имаше исто така од Јапонија и практично од голем број на држави во светот. Учествува, мислам, некаде околу 378 учесници. Од 27 држави имаше преку 114 експертски предавања на самиот симпозиум кој што траеше 4 дена, 2 воркшоп работилници. Во она што споменавте, нашиот дел каде што ние се представивме, имаше посебна надпреварувачка секција за млад неврохирург, награда за најдобар истражувачки труд. Во тој дел бевме избрани 11 финалисти од пријавените кандидати и имаше едно воведно предавање што навистина бевме почестени во нашата неуроваскуларна сесија. Професорот Франческо Томасево, тој е почесниот председател на Светската федерација на неврохирурзи, и професорот Андреас Деметријадес од Единбург, кој што е новоизбран и актуелен председател на
Европската асоциација на неврохирургија, воедно беше и председател на комисијата која што не оценуваше во тој И го избраваше надпреварувачки труд дел како најдобар. Може и да го представиме, насловот и дел од тимот кој што таму учествуваше и колегата професорот Борис, нормално Алексовски, кој што е тука, на кој што ќе му дадеме потоа збор. Во тимот учествувавме практично истиот научно-истражувачки тим со кој што се работиме на овој проект веќе подолго од 5 години. Значи во тимот работевме јас како раководител на студијата, магистер Борис Алексовски од Природно-математичкиот факултет, магистер Васко Алексовски, раководител на биохемиската лабораторија при клиниката за неврологија, доктор Ана Михајловска Рендевска од Институтот за радиологија, понатамо се професор Ицко Ѓорговски, деканот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, професор Драган Стојанов, директорот на Центарот за радиологија во Ниш. Во оваа студија исто така, пошто обработувавме и нови 20 пациенти како пилот студија, значи имаме и уште тројца коавтори и соработници од мојата клиника. Тоа се професор Александар Чапаровски, доцент доктор Ветко Филипче, нашиот актуелен министер за здравство, и асистент Благој Шунтов, со кои што заеднички со нивна помош ги дополнувавме овие резултати. Во суштина, Зашто се работи да ја представите? студијата представува прогностичка улога на тумор некрозниот фактор алфа како главен биохемиски маркер кој што е значаен за прогнозата на клиничкиот исход кај пациентите со интрацеребрални крварења. Во суштина на овој значаен меѓународен самит, ние ја имплементиравме и ја докажавме сензитивноста на оваа прогностичка метода кај пилот студија од 20 пациенти. Или по-конкретно би кажал, значи на оваа поле, бидејќи работиме веќе период од 5 до 6 години, на веќе формираната кохортна група на пациенти со интрацеребрална хеморагија, најпрво ги одредувавме со помош на така наречена мултипла регресија, тоа е статистичка метода, ги идентифициравме кои од испитуваните варијабли влијаат врз прогнозата на клиничкиот исход. Значи ги испитувавме покрај ТНФ-от, го испитувавме исто така и глутаматот како биохемиски маркер, од радиолошките варијабли ги испитувавме волуменот на крварењето на првиот и на петтиот ден, и од клиничките варијабли ја утврдувавме клиничката слика при прием на пациентите и невролошкиот статус, односно исход по 3 месеци. Од сите почетни варијабли, според анализата, се докажа дека тумор некрозниот фактор алфа е единствен фактор кој што сигнификантно, значајно влијае на прогнозата кај овие пациенти. Понатамо, врз база на тоа, моделиравме математичка формула која што врз основа на измерената концентрација на ТНФ-от на првиот дел би дал прогноза во исходот, соодветно бодиран со соодветна скала за таа намена. Со така наречена R квадрат адаптирана вредност, која што ја покажува сензитивноста, докажавме дека сензитивноста на оваа метода изнесува 86%. Односно, во пракса тоа значи дека од одредена популација на пациенти кои што ги исполнуваат критериумите на нашата студија, кај 86% од нив може точно да се предвиди клиничкиот исход. Да. Тука би сакал да направиме само пауза, но збор ќе ви дадам вам, професоре Алексовски, само како дел од мултидисциплинарниот тим да го објасните токму тој маркер или фактор за кој што зборуваше професорот Рендевски и што тој представува во однос на теоретскиот дел, бидејќи вие бевте дел од тој тим или ваша задача е токму тоа. Тумор некрозниот фактор алфа или ТНФ алфа представува една многу важна молекула во организмот, бидејќи голем дел од нашите клетки во телото имаат способност да ја синтетизираат. Сега таа влијае на таков начин што иницира сигналинг, односно таа една молекула која што би требало да ги сигнализира соседните клетки за да започнат да се спремаат во така наречен процес на инфламација. Или воспаление. Односно,
Со други зборови, ТНФ-алфа представува онаа централна молекула која што го оркестрира целокупниот инфламаторен одговор, како во физиолошки, така и во патолошки случаи. Че не само кога зборуваме за болести, туку и во физиолошка состојба исклучително. На некој начин. Да, во нормална, во една, да речеме, здрава состојба е исклучително важен за нашата воспалителна реакција. Тоа значи дека истиот представува типичен проинфламаторен медиатор, односно маркер, кој што би укажал за почеток, нели, на некаква воспалителна реакција. Зголемени нивоа на ТНФ-алфа може да се очекуваат во многу случаи. Например, вие може да имате еден расипан зап кој што е инфициран од многу бактерии и заради тоа нивоата на ТНФ-алфа да бидат зголемени. Заради тоа што е сепак по-неспецифичен маркер за инфламација, кој што би требало да ги оркестрира сите понатамошни играчи, за да дојдат до она која што треба да се изврши како физиолошки одговор. Да. Ви благодарам, тука ќе направиме пауза за реклами, пауза по која што ве поканувам да останете со Фактор здравје и да ги слушнете и останатите аспекти од денешната тема прогноза после хеморагичен мозочен удар. Ве поздравувам уште еднаш и ви посакувам добре дојде во вториот дел од Фактор здравје, а вашиот интерес и натаму доколку го има, го очекуваме на 60919225 и 60919224. Споменатата тема, прогноза после хеморагичен мозочен удар, ќе продолжиме да ја разговараме со доцент доктор Владимир Рендевски, специјалист неврохирург и воедно директор во јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за неврохирургија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје, и магистер Борис Алексовски, кој што е докторант по молекуларна биологија од Природно-математичкиот факултет во Скопје. Би сакал, професор Алексовски, со вас да го дополниме или она што веќе го почнавте да го зборувате во однос на мултидисциплинарниот тим, соработката со клиниката и што всушност вие сработувавте, како ги анализиравте тие податоци и што всушност се случуваше, би рекол, зад затворени врати. Во секој случај, мојот личен став секогаш бил дека за да се постигнат резултати, што се потврдува тоа веќе 5 години со трудовите кои што беа објавени, со семинарите на кои што присуствувавме, наградите кои што ги добивме, дека за да постои успех, неопходно е да се работи како група, значи да биде пристапот тимски, да се размислува, да се разгледуваат опциите, секогаш да се пробува да се предвиди кој би бил наредниот чекор во едно истражување, што би понатаму разгледувале или на што би се осврнеле во наредниот период, и ние тоа секогаш го правевме со доктор Рендевски заедно. Поминавме едно интересно патување кое што на крај вроди со голем број на плодови, но сето тоа е резултат од нашата заедничка соработка, во која што е многу важно да се акцентира дека по мене, во секоја соработка неопходно е да нема, нели, јас сум најпаметен, ова е мој дел, сега биохемискиве маркери, ти мене не ми ги чепка, јас ве знам, туку баш обратно. Идеите произлегуваат кога луѓето работат заедно. Односно, посебно... И се во тек што работи едниот, односно другиот, сигурно. Да, апсолутно, константно. Но и не само тоа. Знаете, кога станува збор за менеджмент или clinical decision making, кај одредени пациенти, дали треба да се реагира на еден начин или на друг, зашто ќе зборува доктор Рендевски подоцна, е особено важно да имате тим од луѓе кои што ќе бидат спремни, за да тој случај може да биде анализиран на еден така наречен компрехенсив или сеопфатен пристап во кој што ќе бидат разгледани што се случува и со биохемиските маркери, со радиолошките, како изгледа клиничката слика, и сето тоа потоа се поврзува во една приказна
која што е многу логична. Кога ќе ги погледнете и кога ќе ги поврзате сите параметри меѓу себе, укажуваат на нешто кое што на крајот е неоспорно. Сигурно. Во однос на оваа студија, професоре Рендевски, кажавте, ви споменавте дека предвидувањата и она што како прогноза може да се даде после хеморагичниот мозочен удар е до 86%, што тоа за пациентите значи? Предпоставувам во која насока ќе се движи терапијата и модалитетот на опоравување. Терапијски кај овој вид на пациенти се делува главно на два начини: конзервативно и оперативно. Она што е значајно, а не го споменав при воведниот дел на студијата, значи нашата студија се однесуваше на исследување на конзервативно третираните пациенти со интрацеребрална хеморагија, кај кои што нема значајно нарушување на нивото на свесност и не беа во текот на хоспитализацијата поставени на апарат за механичка вентилација. Што значи, секогаш во било која студија, секој заклучок треба да се однесува на онај лимитиран дел на пациенти кои што ги уклучуваме во студијата. Во поглед, значи, терапијски кај конзервативно третираните пациенти, главно се делува со оптимизација и терапија главно за намалување на покачениот интракранијален притисок и дополнителна симптоматска терапија. Додека во оперативниот дел на лекувањето правиме краниотомија со евакуација, односно отстранување на интрацеребралниот хематом, со што се намалува компресивниот ефект врз мозокот, Или притисокот што го прави. Притисокот што го прави, и постојат исто така и ендоскопска и катетерска аспирација на самиот хематом. Кај одреден број пациенти постои кај тимот неврохирург-невролог дилема дали да се делува конзервативно или оперативно. Во тој поглед досега се направени, сме ги споменале и во други прилики, две големи меѓународни мултицентрични студии, тоа се студиите STITCH 1 и STITCH 2, кратенка од Surgical Treatment of Intracerebral Hemorrhage, во кои што беа уклучени дури 1033 пациенти од 83 земји. А во таа студија беше вклучена во 2003, мислам, 4 година и нашата универзитетска клиника за неврохирургија. И покрај големата рандомизирана група, остана се уште како заклучок и како дилема да виси кој од пациентите и под кои услови треба конзервативно или оперативно да се третираат. Во тие тогашни студии, во предвид беа земени клиничките параметри кај пациентите, односно клиничката слика при прием, волуменот, големината на интрацеребралното крварење и анатомската локализација на крварењето. Во последните 10 години се повеќе се дава и важност и се уклучуваат и токму овие што ги испитуваме биохемиски параметри. Така што резултатите од овие наши научни истражувања и заклучоци што ги добивме со концентрациите на биохемиските параметри, се повеќе доаѓаат до израз при одлучувањето помеѓу конзервативен и оперативен третман на пациентите. Во оваа пилот студија што ја представивме на овој меѓународен самит, практично од 20 пациенти, значи повторно ја добивме таа сензитивност од околу 86-88%, меѓутоа повторно ќе кажам се однесува на конзервативно третираните пациенти. Значи медикаментозно. Медикаментозно. Сепак хирургот, неврохирургот и неврологот никогаш не треба во клиничката пракса да се подпираат само врз основа на биохемискиот параметар. Значи, за да се донеси права одлука кои од пациентите ќе одат во која насока, дали ќе бидат оперирани или конзервативно третирани, сепак треба да се земе една целина и на биохемискиот параметар, кој што би го добиле како еден значаен показател, меѓутоа од недвосмислено значење е анамнезата, клиничкиот преглед, кој што е најважен кај пациентот, понатамо радиолошките параметри што ги добиваме од наодот на компјутерската томографија, големината на крварењето, локализацијата. Она што е недвојбено досега, се знае дека крварењата во малиот мозок или интрацеребеларните крварења
каде што доаѓа до значајно и прогресивно влошување на клиничката слика, се недвосмислено попогодни за оперативна интервенција. Да. И чинам дека имаме некого на линија, дали се уште сте тука и не чекате? Добар ден. Доколку не сте, ве поканувам во продолжение или веќе утре повторно да бидете во контакт со Фактор здравје. Еве уште еднаш, добар ден, дали ме слушате? Ало, добар ден. Да, добро дојдовте, сега одлично ве слушаме. Кое е вашето прашање? Јас имам едно прашање до докторот. Добро. Се работи за мојата мајка на возраст од 68 години. Добро. Ме интересира, бидејќи сум одела тука на неврохирургија, на неврологија, не на неврохирургија, кај Габриела Ноти. Добро. И кај Миџитлија докторот. Добро. Има, дали она го има, не знам, одам секаде, не знам како да кажам, од Куманово се јавувам. Има проблеми со очните капаци, а докторите ни кажуваат дека има нешто ударец во глава. Капаците и се пуштени на очите, примаше ботокс инекции 4 пати и никако очите не може да ги отвори, да гледа, со едното око скоро 100% не види. Сега само со едното гледа малку. Да, Па ме интересира до докторот да прашам дали, пошто бидејќи го носев цедето и на многу лекари, одеви во Европската болница Свети Вит, Да. Благодарам и таму за ми вашиот. предложија за ботокс инекциите, али Да. џабе од тоа нема ништо. Да, благодарам за вашиот интерес и дали следното јавување го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Да, кое е вашето прашање, господјо? Од Штип се јавуваме Благодарам. во врска со мажа ми е, 57 години е Добро. и има мозочен удар добиено и сега има таа деменцијата. А исто така не гледа и со очите. Добро. И што теа у последно време се нешто се чеше у главата, секој ден се бања, се тушира, се а нешто раката се има у главата, не знам од што така. Благодарам и за вашиот интерес. Може би не директно кореспондирано, сепак, кој е вашиот совет или препорака што да направат? Во поглед на првата гледачка која што се јави, како што разбрав, Капаците што постои се за- спуштеност, односно птоза, медицински кажано, на очните капаци. Самите тие клинички знаци, значи, може и да се последица на секвела од мозочниот удар, меѓутоа често се дешава да се во склоп на клиничка слика на одредени невромускулни болести. За да се исклучи секвела од мозочен удар, треба една, предпоставувам, треба да направат или може би веќе имаат наотот компјутеризирана томографија, а доколку е во правец на последица на некоја последица од невромускулни болести, треба да се направат одредени други лабораториски и процедури на Иследување. клиниката за неврологија, така што е добре дојдена и во нашата амбуланта, госпоѓата. И втората Вие спомена за погледнале? сопругот исто така со Деменцијата- видот, очите и деменцијата. Деменцијата и последици со видот, токму е она што го кажав на самиот почеток, значи мозочните удари доаѓа до подобрување, меѓутоа за жал оставаат и некогаш трајни секвели, последици по здравјето, меѓутоа не треба пациентот никогаш да се откажува, значи треба континуирано да се спроведува една физикална рехабилитација, поливитаминска терапија кои што со тек на време може едноставно да ја ублажат и да ја подобрат клиничката слика и тие симптоми да се намалат барем. Да. И како заокружување на овој разговор, Алексовски, само кратко, дали соработката продолжува и натаму со клиниката за неврохирургија и во која Секако. насока? Секако, да. Значи, станува збор за истражување кој што ние веќе 5 години ги работиме и ќе ги работиме понатаму. На тамошниот фокус секако би бил малце повеќе на акцентирањето на мултидисциплинарниот пристап, затоа што ние досега малце повеќе се бавевме и со моделирање, па затоа резултатите кои што ги објавивме беа во насока на моделирање на прогностичка вредност или значајност на одредени биохемиски маркери, предложивме катов, критични концентрации на ТНФ-алфа и така натаму. Сега понатаму би сакале да видиме како останатите играчи кои што напоменав дека ги оркестрира ТНФ-алфа се засегнати, а тоа се интерлеукините, како и маркерите за оксидативен стрес, бидејќи постои еден магичен vicious circle, нели? Или круг? Круг, да, во кој што инфламацијата предизвикува оксидативен стрес, оксидативниот стрес, инфламација и
се врти тоа во круг. Да. Доаѓаме до имунолошкиот систем, но тоа е тема можеби за некоја следна прилика и соочување со вас. На крај, професоре Рендевски, ако остане уште нешто или тука би сакал да ви се заблагодарам за вашето гостување. Времето е она што е позначено од факторот здравје. Уште еднаш ви честитам на наградата и да се вратите повторно од некоја следна прилика и соочување со награда и тоа јавно први тука да го презентирате. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и за вашата соработка и внимание. Доцент доктор Владимир Рендевски, специјалист неврохирург, и магистер Борис Алексовски, кој што е докторант по молекуларна биологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје, беа гости во Фактор здравје. Ви благодарам за вниманието и поздрав до утре. Пријатно.